Здраво дечки, денес имаме нова речиси јубилејна епизода, бидејќи возам Mini One со Џон Купер ниво на опрема. Јубилејна бидејќи за жал кај нас немаме можност да возиме Mini како бренд, бидејќи брендот смета дека во моментов не му е потребно да се промовира кај нас и кај други медиуми во Македонија. Тоа е еден апел не само до нив, туку и до многу други брендови во Македонија кои што смета дека не треба да се појавуваат на најгледаните медиуми за автомобили. Тоа е само и едно непочитување кон вас, бидејќи не се транспарентни да ви покажат што нудат. Затоа, благодарение на Сергеј кој што позади камерата, имаме можност денес да возиме Mini One. Ова е 2017 година, но оваа генерација до ден денес се уште се произведува и се продава и можете да видите во мини салонот кај нас во Македонија. Претрпува неколку пати фейслифт оваа генерација, но ајде, ова што го возиме денес 1.5 3 цилиндра бензински мотор. Сергеј малце има чепкано под хауба, ќе ни објасни подоцна кога ќе возиме што точно има правено, но Мини омилени ми се, бидејќи јас возев Мини до пред скоро време и многу се кајам што го продадов, бидејќи картинг, буквално картинг. Ајде вака, во ова Џон Купер ниво на опрема има многу додатоци, бандаживе, браникот, како што гледаме и овие линии на хауба кои што се додадени исто така од Сергеј, и што многу други елементи, пак ја кажам, ќе ни објасни точно Сергеј што нуди, што точно се истакнува оваа опрема, но сега ќе ви кажам ајде малце по технички спецификации, бидејќи во мојот Купер, кој што го имав RPS3, немаше буквално ич место, односно само една кеса од веро може да ставам во багажников. Сега е малку зголемен, 211 литри багажен капацитет, што е реално сосема окей. За едно вакво возило кое што не е фамилиарно, не ни гледате колку простор може да собере, е сосема окей, можете да ставите некои куфери да патувате, да уживате со девојката, со дечкото, со другари, не е ни битно. Одоздолу има некој простор, мало простор за дополнителна остава. Кул момент е што кога ќе ставите даскава до згора, добивате рамен под соивицава на браникот, но кога ќе се крене даската, тука се задржува. И уште еден кул момент, Сергеј сега што ми покажа, кога ќе се бутне седиштето нанапред, за да се добие повеќе простор, има една рачка која што го задржува седиштето, еве го најдов. Кој што едноставно овозможува поголем багажен простор. Сега да влеземе внатре за да видиме што има тука, и што ти можеш од таа страна. Вау, големи разлики нема од мојата генерација со оваа генерација, бидејќи оние клучни елементи кои што си од првото оригиналното Мини ги има и до ден денес, односно големиот обратометар кој што обратометарот сега е префрлен тука пред возачот и е сосема разбирливо, бидејќи тука е потребно, нели не треба да гледате доле, тука треба да гледате пред вас. Но тука имаме сега инфозабавен систем 6,5 инчен екран кој што ги покажува сите потребни информации за возачот околу возилото, во моментов нели паркинг сензори, радио, но оние елементи мене што ми се допаѓаат. Авионските копчиња кои што Мини едноставно му е белек. Дали се тука поставени доле за стартување на возилото или тука горе за светлата. Феноменални ми се. Уживанци. Ова се Џон Купер седишта, мислам во таа опрема. Што друго можам да ви објаснам? Колучот, кој што Сергеј дополнително го има доработено со овој диск. Да, диск кочница, многу кул момент. Тука го има британското, знаеме да се потенцира британскиот елемент на Мини. Иако BMW го превзема, едноставно се почитува тој негов белек. Друго, позади, искрено нема да седнам да ви објаснувам, можам само да ви покажам што се нуди, бидејќи, окей, нема јака страна задниот дел во поглед на комоција. Дали има простор да седнете? Има, за двајца, нема за тројца место, едноставно ова е сепак возило наменето за помладата генерација да ужива и
не очекувате, ајде, нема сега да го правдам, не очекувате многу простор за патување. Сега може да почнеме да возиме и Сергеј да ни објасни точно што е правено, што е средувано и да го видиме тој момент на картинг возење. Здраво дечки, пак ова е Сергеј, ова е дечкото што можам само му кажам фала ти премногу што ни даде ваква можност да имаме кај нас на канал. Така да ајде, кажи ми колку време го имаш Куперов? Па Куперов го имам прилика 1,5 година. Ти си прв собственик? Па втор собственик сум го земав од Германија. Така? Да, скоро како нов со 22 поминати. Бидејќи ваков пакет кај нас во Македонија, јас колку што знам, нема и не ни може да се нарача. Да, не може да се нарача, да. Добро, значи ајде објасни ми малку повеќе што значи овој пакет, што мотор има, какви перформанси, дали Џон Купер значи нешто повеќе во перформанси или во поглед само на опрема? Да, па овој мотор е 1.5 цилиндри моторот што носи од BMW Cats двојка што се сега Да, 1.5 бензинец. 1.5 бензинец. Овој мотор подош има 102 коња, истиот мотор го има со Мини Купер само. Чекај, фабрички има 102 коња. Да, ти имаш малце чепкано. Да, фабрички е 102 коња, овој е детониран мотор, истиот мотор го има и Куперот. Така? Да, само што тука имаме и Stage 1, кој што има отприлика 140-150 коња. Искрено тоа се сеќа. Да, не го имам многу возено, малку, али на респонзивност се осеќа дека е стварно снажен, доста снажен, доста моќен. Да. За Џон Купер пакетот за перформансите нема баш, може ауспухот само да има улога тука, али Добро, и дизајнерски малку поголеми разлики кои што се пред малце им покажав јас во поглед на браниците, спојлер позади, и ти имаш некои работи плюс до средено, кои што едноставно го прават да се истакне многу повеќе од сите други Купери. Така да кажи ми што точно имаш направено, некои липчиња позади ми спомна дека се липчиња имам на спојлерот ставено, линиите на хубата ги имам ставено, некои карбон фајбер делови внатре. Зошто баш мини? Прв пат е со мини или? Па не ми е прв пат, мајка ми имаше мини, имаше RPS6 за тие што не знаат, 2009 што е мини, то Paper White беше бојата. Го земавме на ново и го водеше 12 години. И не знам од кога купи тоа, што 2009-та, многу ми беше мерак, такво мало, снажно, брзо градско возило. Значи моментот на картинг возење ти е многу добро познат од претходно, не само тука. Да, и од кога видов првпат у Скопје FPS6-ката, многу се заљубив у колата и Тоа е тоа. Да, кога бирав за прва кола, реков дека мора мини. Кој момент највише ти се свиѓа кај Куперов? Па, не знам искрено, од после кога ставив Stage 1-от, многу е снажна. Ти се смени колата? Да, многу прима, успорава со претходно како што беше. И тоа е град е многу брзо, како се вика, кривини исто многу стабилно. Види, јас кога го имав мојот Купер, тоа цело време го кажав, значи Купер е една од ретките коли кои што има тркало на секој крај на возилото. И тоа допринесува до многу поголема стабилност, до многу подобра контрола. Самото тоа што е спуштен, доста е низок и има многу добра стабилност, односно види, тука физиката си го игра своето и моментот зад волан, секој што ќе седне зад воланот на било кој Купер, се осеќа како да вози многу добар спортски автомобил. Односно, како ќе го насочиш, бар се, јас го кажам ова од мој аспект, како ќе го насочиш, така управува. Стварно феноменален е. Сега ти многу повеќе го имаш извозено, многу повеќе искуство имаш со него. Дури ти можеш мене многу повеќе да ми објасниш околу стабилноста. Единствено јас она што можам да го приметам од мојот Купер до овој е што е многу поголем, многу по-комфорен, малку е повисок, ама сите други елементи ми се допаѓа што ги има задржано, односно како е првата генерација, односно првиот оригиналниот мини, така до ден денес гледам дека се сите елементи слични, дури и вожњата, таа крутост, таа респонзивност. Стварно, Куперов е, односно ова е Mini One. Да, Mini One. Ја морам само да кажам дека многу ми фалеше овој момент на Купер. Мислам, долго време
Јас и на тебе ти јам спомнато дека сакам да се вратам пак на Мини, на овој бренд, бидејќи вожњата што ја нудим ми е многу при срце. Ретко кој бренд и кој автомобил, се не знам ти колку имаш искуство со тоа, ама ретко кој има таква конекција на возач со автомобилот. Да, има возени други коли, има многу голема разлика, да. Да, се има многу променето Мини од RPS3, што го имав, RPS6 и сите модели понатака, ама едноставно некои клучни елементи се задржани. Јас оваа генерација имам неколку пати возено до сега, баш и пред јас ти коментиравме и дизелска изведба, што малце не сум голем фан на Мини дизел, ама функционира. Функционира и таму. Да. Има перформанси, добро работи, навика. Повеќе навика, но ПРСД-то е прилично добро, да. Човече, види го, уживанци. Гледам дека имаш наслон за рака во опрема, ама мислам дека не е потребен од причина што кога возиш Мини, рацете цело време ти се тука. Да. Пошто можеш да уживаш буквално како сега низ кривиниве тука на водно. Уживанци. Мерак, браво. Би го сменил? Па сакам иднина да земам Купер S од поновиве, што е поточно таа боја така знаеш, зести јело што е жолтата. Тоа е темни прави мерак. Да? Да. Значи тоа е нешто наредно што сакаш да се сконцентрираш, да? Сепак пак бидел кон Мини, зашто градско ауто убаво, само да кажам главно дека убав квалитет има тоа. Да, дефинитивно внатре квалитетот е доста на високо ниво, мислам. Вмешаноста на BMW како бренд во Мини се чувствува и тоа е на толку мало позитивно, многу квалитетно направено. Дефинитивно. Имаш некоја критика ти што после толку време би истакнал за Минито? Па еден критика, мислам дека немаме еден што е нели спуштено спортско што е. Па фаќаш све на нашиот град, да. 17-ка бандаш. 17-ка бандаш иде, 18 ако се стаи. Више кај нас е толку смрт. Да, автопат е кај нас не се добри, посебно во градот да, се катастроф. Тоа ли друго немам замерка. Сергеј, јас ти благодарам премногу што ни овозможи нешто вакво да имаме кај нас на тест, не само ние, туку општо во Македонија знаеш дека Мини, за жал, не е толку експониран како бренд и не е само Мини, многу други брендови малце потешко да ги имаме на тест, така да фала ти многу и се надевам дека кога ќе имаш Мини Купер S, што го спомна, па може пак да се држиме некоја прилика. Фала ти. А вие дечки направете сабскрайб и се гледаме наскоро со ново видео. Чао!